Редок и храбар предизвик прифати во животот 27-годишната Дани Талеска од Крушево. Таа инженер која дипломирала во Словенија, а незината потесна специјалност е одржување на цивилни авиони. Зошто Дани се одлучи за оваа професија? Па, од секогаш имав желба да бидам пилот. Првата моја желба беше од мала да бидам пилот. И после тоа се сонував да бидам пилот и го терав тој сон. Во главно сакав, барав школи што имаат образование за пилоти во целиот свет, но со многу истражувања и погледање емисии и такви ствари, заклучив дека многу повеќе ме интересира тоа како е авионот составен, како функционира целиот систем на авионите. И одлучив дека ќе барам школа што е поврзано со одржување и сервис на авиони. Таква школа имаше во Словенија, во Љубљана, тука каде што учев јас. Има и во некои други соседни македонски земји, но беше се плаќаше, така да јас нормално со македонски буџет одлучив да дојдам тука во Словенија, во Љубљана на машински факултет. На машинскиот факултет, прва година беше општ машински факултет, после втора и трета година се определувавме по различни смерови, во кој јас го избрав смерот за одржување и сервис на авиони. Во работата Дани има исклучително голема одговорност, минува низ строги процедури, а сите грешки се исклучени. Никакви грешки не се дозволени, можам да кажам дека ако една кола е 90% сигурна, авионот мора да биде 100% сигурен, така да никакви грешки не се дозволени. Поминуваме низ многу контроли, низ неколку пати проверување на процедурите, неколку пати проверување на некоја поправка, поминува низ повеќе контроли, така да сигурноста е загарантирана. Авионските дефекти се чести и за нивно решавање треба голема студиозност, знаење и искуство кое Дани го собира. Дали досега ги решила сите проблеми? Па, можам да кажам дека 99% да. Некои проценти нормално, јас сум 5 години во мојата фирма, имам 5 годишно искуство и се трудам секоја година, секој ден, секој месец да се надоградувам. Секој проблем има решение, секој проблем мора да биде решен во каква и да била ситуацијата. Но се трудам, нормално постојат надоградувања секој ден, како што реков, се трудам да се доградам и дека понатака ги решавам 100% сите проблеми. Сигурно имаме и школи и курсеви што ги одиме константно, со кои нонстоп учиме некои нови работи. Исто така и авионите се надоградуваат, имаат нови процедури, нови ствари кои можеш константно да учиш. Работата не е монотона, е нон-стоп нешто ново и Авиотехнологијата постојано напреднува, што значи дека Дани постојано мора да се усовршува, да следи туги искуства, но и туги грешки кои во историјата на воздухопловството биле трагични. Да, па со надоградбата на авионите нон-стоп ги пратиме, го пратиме трендот на инженерските способности на авионите и новите истражувања, новите надоградби на авионите, нови авиони. Скоро неколку пати годишно имаме надоградба, да речам, школи, курсеви кои мораме да ги посетуваме. Нормално по своја желба се надоградувам така што гледам многу емисии, одам на некои саеми по своја желба. Емисиите нон-стоп ги гледам. Тие ми ја влеа љубовта кон одржувањето и сервисирањето на авионите. Тие емисии ми дадоа многу различен поглед на тоа што значи авион, што значи летање со авион, што значи тоа сервис, како функционира целиот авион и нормално и ден денеска си ги гледам тие емисии. Со нив учам и многу нови работи. Познавајќи ја душата на авионите, дали Дани самата посакала да пилотира? За хоби, неколку пати сум пробала во школи како што се, но да пилотирам, не пилотирам. Имам пробано како копилот, нормално со струката си носи тоа и да пробаш да леташ и сите тие работи, но од финансиски причини и од на почеток не сум се одлучила за пилот и така да сега некако гледам целиот мој интерес ми е насочен кон одржување и сервис на авиони, дизајн на авиони, но пилотирањето за хоби сакам да летам со спортски авиони, тоа али јас да пилотирам не.
Како и сите останати, Дани често патува со авион, но нејзиното внимание не е никаде на друго место, туку во звукот и реакциите на авионот. Наслушували што се случува со моторите додека е во улога на патник? Па, можам да кажам дека да, затоа што знам како се сервисираат авионите, знам дека се 100% сигурни, верувам на моите колеги кои тоа го работат. Секогаш ги тешам луѓето што им е страф од летање, дека нема што да се плашат, дека авионот е многу повеќе посигурен од колите. Професионална деформација имам, нормално. Секогаш погледнувам каква е конструкцијата на авионите, јас сум инженер за структура на авионите и проблеми што се јавуваат на површината на авионите и константно кога ќе одам со авион погледнувам каква е ситуацијата. Дани својата професионална сегашност во која ужива како никој ја гради во Словенија и е благодарна на земјата во која ја круниса својата животна желба. На Словенија сум многу благодарна. Македонија како држава не можеше тоа да ми го овозможи, затоа што во Македонија нема такви школи што изучуваат сервис и конструкција на авиони. Во Словенија можев тоа да го завршам, го имаат тој смер, многу раширен, со тоа што дури и фирмите доаѓаат во факултетите, па ти држат и предавања, имаш и пракса тука, има повеќе од 10 фирми тука што се занимаваат со таа работа. Многу е раширена авиацијата тука и сервисот на авиони, би рекла, и не само за цивилни авиони, туку и за спортски, за воени и различни други авиони. Со оглед на годините, кој е нејзиниот понатамошен предизвик и што е новото што би ја привлекло во нејзината работа? Да, мојата цел е секогаш да се надоградувам, да добивам се поголеми и поголеми лиценци. Понатака би сакала да добијам и возачка за возење на цивилни авиончина, на цесни авиончина, за цивилни авиони па би се задржала на сервис, сигурно дека на надоградба за се поголеми и поголеми лиценци, за да можам да подпишувам целиот авион, не само конструкција на авиони, да го имам опсек на целиот авион сервис, и би сакала исто така да се надоградувам и во фирмата како не само со лиценци, туку и на повисоки позиции нормално. Дани е исклучителна личност, неверојатен оптимист, реален сонувач, кој на останатите им порачува. Секако дека да, јас секогаш сум за тоа младите да си го следат сонот, дека се е можно, не е важно од каде си и колку е тежок патот, но секогаш се достигнува врвот ако имаме доволно желба. Дани Талеска е од Крушево, каде што доаѓа во секоја прва прилика. Горда е на своето родно место и на Македонија, но горди се и тие на неа.